Почитувани, како што е познато, минатата недела владата ја измени својата одлука за забрана за движење на целата територија на Република Македонија за време на деновите на викендите. Со овие измени, забраната за движење во деновите на викендот, односно сабота и недела, ќе започнува во 16 часот и ќе трае до 05 часот. За прв пат овој режим на забрана за движење од 16 часот беше применет минатиот викенд и веднаш се покажа како проблематичен за една многу важна и бројна популација, а тоа се земјоделците во државата. Полицискиот час од 16 часот во викендите му штети на земјоделството. Ова делува негативно и ги збунува земјоделците. Практично, земјоделците се приморани да се заминуваат од нивите на половина од денот за да стигнат до своите домови во 16 часот кога започнува полицискиот час. Со заминувањето од нивите во 16 часот, земјоделците губат дел од денот за обавување на земјоделските работи. Земјоделците немаат работно време и преку цел ден имаат обврски напори. Земјоделската дејност не трпи застој, потребен е континуитет во текот на целиот ден. Владата на СДСМ со носењето на ваква штетна одлука за земјоделците покажува дека политиката не разбира работата на мотиката. А што може да се очекува од една влада на СДСМ која е заглавена во беззаконие, криминал и корупција? Единствена Македонија во име на коалицијата, никогаш Северна само Македонија, бара полицискиот час во викендите за земјоделците да важи 21 часот. Ова е во интерес на земјоделците и државата. Коалицијата никогаш Северна само Македонија на конкретен начин покажува дека секогаш е со народот во секојдневното предлагање на мерки за кризата од пакетот мерки на коалицијата. Коалицијата никогаш Северна само Македонија во овие тешки времења ќе продолжи одговорно да се однесува во интерес и на земјоделците. Имаме мерки до владата и за земјоделците. Коалицијата никогаш Северна само Македонија останува до крај на страна на народот и целосно посветена на елиминирањето на последиците од оваа криза. Ви благодарам.